Изборната кампања влегува во фотофиниш. Скопските кандидати даваат нови и нови ветувања. Сега се споменува дури и правење на базени. Да, добро е што се сетија на таа тема. Во пренаселеното Скопје има само 3-4 базени кои може граѓаните да ги користат. Тоа е премалку за над 500 милион скопјани. Тоа го знаеа надлежниве и минатава деценија. Даваа многу ветувања за изградба на други базени, ама ништо од тоа не видна. Дали овој пат ветувањата за градење на базени се посериозни? Скопјани доволно слушаа пред години за нови базени. Те 3 во Карпош, те 2 во Ѓорче Петров, те 1 во Хиподром и слично. Време е да видат како тие се градат, а наскоро и да пливаат во нив. Проблемот со упад на неовластени лица и пожари во депонијата Дрисла почна да се средува. Имено на депонијата се става ограда во делот, каде тоа досега го немаше. Со средства обезбедени од Министерството за животна средина во вредност од 9 милиони денари, се гради ограда долга 4800 метри и висока 1,5 метар, поставена на 1500 метални столбови. Ќе има двојна бодликава жица и бетонски темели, со што ќе се оневозможи неовластен влез во депонијата. Со тоа ќе ги снема и пожарите и ќе се намали загадувањето во Скопје. Да се надеваме дека освен ова, властите ќе продолжат да инвестираат и во модернизација и трансформација на Дрисла во современ центар за отпад. ЈСП Скопје добило известување од снабдувачот Номагас дека од утре нема да ги снабдува со природен газ, па најавија отие можно да се редуцираат некои автобуски линии, особено оние што го користат гасот како гориво. Во текот на изминатата година, јавниот превоз во Скопје веќе се соочи со кризи поради недостаток на гориво. Например, ЈСП со месеци бил во тешка состојба и само неколку автобуси на газ возеле по улиците, додека повеќето останувале паркирани во гаражите поради недостаток на нафта. Корисниците на јавниот превоз се предупредуваат да бидат подготвени за доцнења и променливи возни редови, велат од ЈСП Скопје. А граѓаните прашуваат кога конечно ќе се нормализира работењето во ова скопско јавно предпријатие. Од денеска започна дистрибуцијата на гласачкиот материјал по општинските изборни комисии. Неверојатен е податокот дека меѓу испратените над 4,6 милиони ливчиња има едно кое е со должина од половина метар. Неверојатно се работи за ливчето на кое ќе се гласа за членови на Советот на град Скопје, каде што има пријавено 19 листи со вкупно 855 кандидати. Според Вангел Талевски, директор на битолската печатница Киро Дандаро, каде што се печатеше изборниот материјал, причината за огромната должина се должи на тоа што гласачките ливчиња комбинираат повеќе изборни категории и се подготвени со двојна заштита. Дистрибуцијата предвидува не само ливчињата, туку и околу 250.000 страници избирачки списоци, многу оригинални записници, како и 8.330 примероци на Браеево писмо за лицата со оштетен вид. Почна вакцинирањето на населението против сезонски грип. Од Министерството за здравство информираа дека со бесплатна вакцинација се опфатени ризичните категории население, повозрасни лица над 65 години, лица со хронични заболувања, здравствени работници, бремени жени, деца на возраст од 6 месеци до 5 години, како и лицата сместени во установи за социјална заштита на стари лица и вработените во овие установи. Од Министерството информираа дека од 80.000 набавени дози резервирале 2400 комерцијални вакцини. Од нив 1000 дози за Скопје. За вакцинирање пациентите ќе плаќаат 700 денари. Македонија, но и Балканот денеска се сеќаваат на Тоше Проески, кој пред 18 години трагично го загуби животот во сообраќајна несреќа кај Нова Градишка на пат кон Загреб. Впрочем, на легендарниот Тоше се сеќаваме секој ден во сите овие изминати години. Неговите песни уште со истата силина не греат и прават горди, додека Тоше беше дел од нас. Животот на Тоше заврши во годината кога одбележуваше 10 години успешна кариера и кога таа почна да станува меѓународна. Но за жал албумот на англиски јазик што го подготвуваше беше постхумно промовиран.
Тој музичката кариера ја почна со победата на Мелфест во Прилеп во 1997 година и од тогаш настапуваше на сите значајни фестивали во земјава и регионот, а во 2004 ја представуваше Македонија на Евровизија. Објави 7 албуми, а последниот Игри без граници беше промовиран 2 недели пред несреќата на последниот концерт што го држа на 5 октомври 2007 година на градскиот стадион, кој денес го носи неговото име. Во Македонската филхармонија вечерва од 20 часот ќе се спушти завесата на 48-то издание на фестивалот Денови на македонска музика. Завршниот концерт ќе биде посветен на 100-годишнината од раѓањето на композиторите Кирил Македонски и Властимир Николовски, со програма што ги представи нивните значајни дела и трајното влијание врз македонската музичка култура. Влезот за концертот е слободен. Уапсено едно лице од Скопско поради извршена тешка кражба. Како што информираат од МВР, пред 2 дена во трговски центар во Карпош, полициски службеници лишиле од слобода 30-годишник од скопското село Глумово, поради извршено кривично дело, тешка кражба. Лицето по насока на јавен обвинител било задржано во полициска станица и по комплетирање на доказниот материјал во координација со ОЈО Скопје, нему вчера му е одредена мерка притвор. Жена од општина Илинден доживеала вознемирувачко искуство во такси возило, откако возачот ја допирал по телото, наместо да ја однесе директно до незиниот дом. Го пријавила во полиција, а оттаму информираат дека инцидентот се случил на 15 септември по полноќ, кога 37-годишната жена по патување со такси забележала дека возачот ја избегнува незината дестинација и почнал да ја допира. Откако таа му се спротивставила на неговите допири, возачот се повлекол и ја однел до незиниот дом. Жената веднаш го пријавила случајот во такси компанијата, пошто таксистот бил отпуштен од работа. Полицијата презема мерки за целосно расветлување на случајот и утврдување на сите околности поврзани со нападот.